може. Велешката болница доби дензидометар, тој е апарат за мерење на коскена густина, разграничување измеѓу нормален наод, остеопенија и остеопороза. Многу е битен за да се почне на време со терапија. На 2 места се мери коскената густина, на кичмениот стол, посебно лумбалниот дел и торакалниот лумбални прошлени и колкови. Докторке, како ќе се обавуваат прегледите? Тие ќе се обавуваат преку мој термин, дензидометрија. Го имаме вишеставено во менито и ќе ги читаат двајца доктори, односно и доктори што ќе доаѓаат на физикална, од интерна медицина јас ќе го читам, од ортопедија доктор Зоран Арсовски и од физикална двајцата доктори што доаѓаат на мислам што обавуваат прегледи физијатри. Кажете ми, дали апаратот треба во ова градењето на здравствената култура на самите граѓани повеќе да го користат жените, со оглед што Значи, секако... од остеопороза страдаат и жени и мажи, тоа е односот порано беше 1:3, сега 1:2. Мажите над 70 години почесто страда колкот, а кај жената се јавува одма после менопаузата, после неколку години се следи еднаш годишно и соодветно се ординира терапија. Дали е тоа за цел регион, колку што разбрахме? Да, тој ќе биде, бидејќи одреден број има на дензидометри во Македонија, конкретно има во Штип и Велес сега и тие апарати што се во Скопје, Тетово, во другите клинички болници. Овој апарат е единствен низ Повардарието до Гевгелија, така да ќе може да гравитираат и тие пациенти. Ви благодариме. Молам.